Почитувам председател на МАНУ, господин Таки Фики, господин подпредседател на владата, господин Андјушев, академци, директор на СМ, почитувана секретарка во Министерството за животна средина, представници на енергетските компании во земјата. Беше многу добро кажано и од академикот Таки Фики, но истовремено и од вице-премиерот, што се однесува до важноста на енергетскиот сектор во Северна Македонија. Но многу е важно, пред да биде презентирана стратегијата за развој на енергетиката во следните 20 години, да се навратиме назад каде бевме при формирањето на ова влада, значи што све направивме за последните 2,5 години. Вице-премиерот многу добро спомна дека ова стратегија требаше да биде усвоена негде 2015 година, но не само стратегијата, во тоа време требаше да биде усвоено и законот за енергетика, и законот за енергетска ефикасност, и се воведовме во ситуација при формирањето на владата, при изготвување на овие документи, за да почнеме веднаш да работиме на препораките, да работиме заедно со институциите, со стручните лица во овој сектор во нашата држава, се со цел нашата земја да не остане последна што се однесува до спроведување на реформите во регионот. Само после 2,5 години, веќе и од енергетската заедница и од сите надлежни институции се кажува дека Северна Македонија е шампион што се однесува до спроведување на реформите во енергетскиот сектор. Што се однесува до реформите, значи веќе имаме нов закон за енергетика, веќе усвоен е законот за енергетска ефикасност во владата на Северна Македонија и е во парламентарна процедура, но не само тоа, сме ги донеселе сите подзаконски акти и денеска имаме прилика, како што ги донесевме овие закони, овие документи, денеска на транспарентен начин, каде што ќе бидат вклучени сите затегнати страни, а посебно ќе бидат вклучени и стручниот капацитет на Северна Македонија, ние да усвоиме во најкасно време и стратегијата за развој на енергетиката во Северна Македонија. Зошто е важно секторот енергетика во една држава? Важно е, имајќи во предвид дека енергетиката се поврзува, речиси, со сите други индустрии во нашата држава. Но не само во нашата држава, сите современи држави кои сакаат да имат економски раст, без да инвестираат одржливо во секторот енергетика, тоа не би можело да го постигнат. Не би имал ни мултипликативен ефект во другите индустрии. Значи, ние како Министерство за економија, како што сме направиле и претhodно, не дека само ќе усвоиме документи, не само дека ќе донесеме закони, не дека само да имаме стратегии за да покажеме и на меѓународната заедница дека ние ги усвојуваме стратегиите и се донесени, ние ќе ги земеме сите сугестии во предвид што излегуваат од вакви стратегии. И јас сум убеден дека ако е ова влада, дека тие ќе бидат превземени, но зошто да не да ги превземе во предвид и другите влади и да не се ставиме во ситуација во која бевме пред 2,5 години, кога беа отворени и случаеви против Северна Македонија. Тоа не треба да се заборави, пошто денеска, како што кажав и претhodно, сме шампиони и така треба да продолжиме, се со цел да создаваме енергетски сектор кој стварно ќе придонесе во целокупната развој на економијата во нашата држава, да имаме одржлив развој, пошто само на тој начин можеме да имаме поголем раст на економијата. Вице-премиерот спомна неколку проекти кои веќе се реализирани, некои кои се во тек, и баш од тие проекти може да се види разликата како тоа беше претhodно, како е сега
и јас сум убеден дека преку вакви стратегии, преку мерките што се предложени во овие стратегии, тоа ќе стане уште подобро. Веќе државата од буџетот не плаќа ништо, а тоа го плаќаат граѓаните, што се однесува до нови капацитети. Не инвестираме директно од буџетот за градење на нови капацитети, значи преку конкурентна постапка, преку транспарентна постапка, имаме речиси дупло поголема инсталирана снага од страна на соларната енергија, а не дека нема да плаќаме, но сите приватни инвеститори дополнително плаќаат на државата се со цел да прават такви инвестиции. Ние така, како Министерство, заедно со кабинетот на вице-премиерот, ќе продолжиме. Јас сум убеден дека имаме одличен тим и во Министерството за економија, и во кабинетот на вице-премиерот, кои сите предлози што произлегуваат од оваа стратегија во наредниот период ќе ги имплементираат. Благодарам ви многу. Благодарам, министер.